вака јасно овие шмекириве, јаки големи новинари што се прават многу паметни, со години што живеат од разни пари, од разни странски фондови, USAID, Сорос, Морос, што сега се многу паметни, ги гледам на подкаст, им ги читам објави, веќе знаете кои се тие Борјанчо, Сашко, Жаре, Маре и така даље, и така даље. Едниот вика, ова што се случи у Ријад, состаноков меѓу американци и Русија за постигнување на мир во Украина, за почеток на мировни преговори, дека е тоа еден вид на Јалта, ама знаете, вика и Рузвелт 2 месеци после Јалта умре. Замислете на тој кретен, каков му е менталниот склоп. Да посакуваш смрт, да споредуваш некој човек што бил, не знам, од 300 болести болен и парализиран, како што беше Рузвелт, зашто умрел 2 месеци после Јалта договорот. Демек тоа асоциацијава и демек и на Трамп, кој преговара нешто со Русија, овај, или тогаш беше у Јалта Советскиот сојуз, дека после 2 месеци може да умре. Ха! И се изнасмеа на споредбата духовите што направи. А и тој другиот што му беше, нели, кај што му беше овој водител, тој со овој му беше на него гост. Овој па третиот пишува, демек, овие сега сите што биле ова ВМРО и овие на властите биле трамполюбци. Зашо? Зато што не знам ги правдале неговите политики, тоа што седи, нели, покушава да воспостави мир во Украина, да ја прекине војната. Демек неговите неконвенционални методи ќе се покажат за, нели, за крајно деструктивни, дека допрва ќе сме плачеле, кој ќе сме свателе колку е луд, колку е ова, колку е он. Како да им кажеш на овие сподоби, освен што е боле, бе? Русија, Америка да се гледаат преку нишан и да комуницираат преку голуби писмоноши, да не ќе да се видат, толку да ги видиш било каде, бе, конкретно Ријад, седат на иста маса. Дојдени се нешто сакаат, имаат желба, значи двете страни нешто да договорат. Да спречат понатамошна војна. Сега Трамп све му дал на Путин, овај не знам шо. Шо мислете? Шо мислевте вие, бе? Русија нема да излезе победник од таа војна? Да не ве потсеќам, а овие ако сакате можете да проверите, мој сум давал изјави што се вика на непрашано и у само вистина кој сум бил у Канал 5 и овона, пошто тука, нели, обично такви прашања не сме добивале за Украина, но доаѓала ситуацијата, па ќе чепнеме моменталната ситуација кој бил на најразгоре на војната, па тука сум добивал од гостите со кои што ми биле, нели, соговорници, ти си како навијаш за Русија, ти ова. Не, бе, не навијам јас ни за Русија, ни за Трамп, ни за никој. Јас само објективно сум кажал, Русија нема шанси да ја изгуби таа војна. Нема теорија. Не НАТО, не ЕУ, све живо да се споите, немавте шанси да ја победите Русија. И паш сега видов и на македонска телевизија некоја репортажа сега уврска со станокот во Ријад и новинарот вика, значи уште стои тој наратив. Ете, Русија сепак седна како главна во таа преговарачка, како да кажам, на тој состанок, иако ја губи војната во Украина, иако е пред осиромашување. Наративот што беше актуелен кога почна инвазијата на Русија во Украина, кога вика дека ете Русија за 5 месеци ќе остане без пари, ќе осиромаши, нема да може веќе да војува, ќе изгинат сите, нема да сакаат да се борат и така. Уште обстојува, не ми се верува, вчера на македонска телевизија го чув онака на кратко пуштив да видам и го чув ова новинарот имаше некоја репортажа, кратко како се вика тоа, на новинарски јазик направено. Замислете.
Па 23% од територијата им зема. Па они сега, ако не прекине војната, и Одеса ќе им ја земат. Зашо правите муаве? Уште ли живеете од тој филм дека Русија ја изма загубена војната? Баш дека ја нема Трамп седне, Трамп не е будала, бе, Трамп е трговец, Трамп седне со оној што го смета релевантен дека треба да збори со него. Зашо седна со Путин, тој со руската делегација, сега се преговара кога тие двајца лично ќе се видат Трамп и Путин. Зашто? Многу просто, он логички размишља, баш ка прагматизмот у Америка се роди. Разговара со Чаушот, со победникот, не разговара со тамо некој што бил нахушкан да се тепа со светскиот шампион, за да им удоволи на некои трети политички елити во ЕУ и во онаа демократска Америка на Бајден што беше. Овој Америка на демократите на Бајден. Погрешно се изрази. Па со кого да преговараме? Малце логика треба да се употреби пред да почнете такви спинови да ширите глупост. Па светот беше на, како да ви кажам, на секунда на нуклеарна катастрофа со администрацијата на Бајден. Не го научија психолошкиот, уствари они го знаат многу добро психолошкиот профил на Путин. Но ради некоја работа, причина ја тедра да го туркаа светот кон нуклеарна војна. Свесно. И сега доаѓа некој тип на власт, у Америка наречете го како сакате, од вашите левичарски вака светогледи и неолиберални, како сакате наречете да го будала, кретен, дебилована, кој детнаш рече, зашо бе да се тепаме и понатака како можеме да договараме бизнис? Овој свет е доволно голем за па да го поделиме меѓу нас, да имате и вие интерес и ни интерес без да се тепаме и без да предизвикаме некоја поголема катастрофа. И тоа не им одговара. Како што веројатно плаче кога US8 му ги скрати крилцата Трамп. Продолжена рака на ЦИА, што имаше за цел да финансира разни обоени револуции, пучови, удржави, менување на влади и така натаму и така натаму. Да промовира исчашени идеологии, родови, ЛГБТ, вамо, тамо, онамо. И тоа му е, греф треба да му се земе. Ви се скратија парите, нема да можете да правите емисиички, подкасти и така натаму, кај што ќе зимате ќе ставате у джеп по 5-6 до 10.000 евра месечно и ќе ситирате пролевичарски, кажи ги неолиберални подкасти кај што ќе паламудите против Русија, против ова, за промена на име, за да го дадеме идентитетот да сме влезеле во ЕУ. Од името не било битно, Гоце Делчев не бил битен. За тоа плачете. Кажете, плачеме за тоа, многу почесно е. Отизимавме пари за тоа, кажете, и сега ни е многу криво што ни ги секнаа парите. Нече мочи, свакоме доđe крај. Или црногорците што викаат, никоме не е горјела до зоре. Мисли на свеќа. Ќе почнат допрва да излегуваат сите ваши курназлаци, спинови, лаги што ги правевте на површина. И пак ќе кажам, никога не штитам. Ме заболе мене и за Трамп, и за ова и за оној. Пошто тој не знае колку милиарди има у джеп, башка Меланија е до него. И јас сега да му се секирам на Трамп, како да ви кажам. Тоа се такви моćни елити, тоа е таков врв горе, што нас на малите смртници не ни знаеме они у какви комбинации си шо прават и како размишљаат. Не знаеме, само можеме да нагаѓаме. И се ја ќе му се секирам. Но ја гледам големата слика, као најобична прашинка некаде у некоја вукојебина. А таа големата слика е
дека подобро да ги гледаш Америка и Русија седнати на иста маса, нешто као зборат, преговараат, па од време на време ќе се насмеат и ќе се поздрават, па ќе излезат задоволни од состанокот, како што излегуваат првиот состанок у Ријад, особено русите излегуваат задоволни, но многу е подобро тоа, отколку да почна да се маваат со нуклеарки. Па да видите тек тогаш што е тотално уништување. Ако не сте сватили од снимките што сте ги гледале од Хирошима и Нагасаки, а сега имате 1000 пати пострашно оружје од тие бомби што беа фрлени од 20 килотони. Така што плачете си, седете си сега на клупа, тамо ви е и местото, и олабавете не од вашите курназлаци по подкасти, од вашата духовитост јапиевска, онака седаме, јас све знам, ја имам голема слика за свето. Што е тоа? Тој кажи го, тиранин, Трамп, тој Путин, авторитарен режим, диктатор, довде не се тие ваши флоскули и синоними демагогии што ги продавате. Довде, прочитани сте какви лајна сте платинички. Работата е само ние, како ќе се снајдеме сега во овој контекст кај што светот драстично ќе се смени. Особено после оваа конференција во Ријад. Затоа што најверојатно Трамп ќе им ги признае освоените територии на Русија плюс Крим. Русија значи ќе биде поголема од она што денес до вчера ја гледавме на географските атласи и мапи. Што ќе доби Америка, ќе видиме. Они си бараат сега да си наплата за сето оружје што го имаат дадено и помош на Украина. Бараат веројатно пола од сите рудни богатства на Украина. Прво што ќе остане од Украина? Тоа е многу битно прашање. И како ќе биде тој остаток на Украина поделен? Најверојатно затоа и Европската унија бара да влезе во тие преговори. Многу е просто, уништија цела држава под изговор дека се борат против недемократскиот диктатор Путин. Ја уништија државата за сега на тој, преку што им беше маша за растурање на Украина, Зеленски, сега фактички се тука околу него за да ги извршат поделбата на она што ќе остане од Украина. Најверојатно ќе биде тоа, кажи ги, најкомотно окупациони зони или зони на сфери на влијание. Кај што веројатно и моја предпоставка и Унијата ќе добие некој дел колку да ќута да не јадат многу говна, да си бида тоа што се. Америка нормално ќе земе најголемо. А овој ќе земе муда од лабуда. Зашо? Затоа што беше доволно глуп да падне под провокациите на оние кои што го втурнаа во војната, да им верува дека може да избие како победник. Не можам да разберам до ден денес со кој памет во таква трагедија си го турна народот и сопствената држава. А Путин, еве сега ќе ви кажам на вас новинарчиња латинички, не бил никад појак него што е денес. Никад! 87% поддршка има во Русија. Покрај сите, целата војна, сите заебанци што му се случуваат како е на власт 20 и кусур години, колку е тамо на власт, и покрај сите жртви што ги даде Русија во оваа војна, овај човечки жртви. Јепи го сакаат луѓето. Но русите и рускиот народ и рускиот менталитет е сосема нешто друго од западниот.
Знаете зошо? Ако не ви кажале тие од ЦИА, сега се обраќам на овие новинарчињава и нови од Европската Унија, ако не ви објасниле тие од ЦИА зошто, ја ќе ви кажам, знаете зошто? Затоа што менталитетот на владење со рускиот народ е царистички. Методот по право е царистички. Путин само ги наследи царистичките методи на владење на големите руски цареви. Затоа што знае дека демократија, внесување во една таква империја, голема држава, е невозможна работа. Ви го објаснам ова најстручно, ако ќе кажете овој глумецот кај знае. Демократско владење со Русија е невозможно. Тоа го знаеле царевите, затоа било царството, а затоа овој сега е ко современ цар Путин. А тоа значи владење со цврста рака. Царистичко, монархистичко. Еден кажува, не 95 души секој трга на своја страна. Еден, вака ќе биде. Ама не може да биде така. Штрака о главата, лета. Ама не е демократски, не ова. Мрш. И ти да не и вас да не ви летне главата. И ќе ви кажам зошто сега, малце дигресија направив со ова царистичко владење. ЦИА го знае тоа. ЦИА требаше да ви објасни на вас новинарчичи платинички и на вие бирократчиња и остала педера на УЕУ, требаше да ви каже вака. Русија е јака затоа што Путин го искористи најголемиот квалитет на рускиот народ, на неговиот менталитет, принципот на само жртва. Русите знаат да си ја сакаат својата земја. Русите за својата земја се буквално спремни да го дадат и својот живот. Буквално, не ова само кој што сме читале у читанки, ова. Не. А тој менталитет е граден со децении. А предходно со векови, со децении, зборам кој ќе кажам од времето на Сталин, кога Ленин, па Сталин кога доаѓа на власт и така натаму после Октомвриската револуција 1917 година. Затоа таков народ не можете да победите. Никако. Русија губела војната, била осиромашена. Уште бе тој наратив кога го чув на македонска телевизија, вака за глава се фати. Овие мајката им ја еба. Абе, цело НАТО да се собере, како да ви кажам, не да е Боже добра е се седнаа на маса. Но нема теорија да ја победи Русија. Теорија никаква нема, од проста причина што моменталното суперсонично оружје, нуклеарната руска тријада е невозможно да се сопре од било која постоечка сила во светот. Невозможно е. Како можеш за таква земја да кажеш дека загубила војна или дека може да загуби војна? Да не зборам за нуклеарно оружје, орешник да ги земам ракетине. 10,5 маха. Кој пресретнувач има НАТО што летаа до 3,5 маха, како ќе ја пресретнеш таа ракета што лета 3 пати побрзо? И ви кажував, самиот начин како лета под прав агол, како удира доле, таргетот како го удира, невозможно е тоа да се пресретне кога по прав агол. Прашајте кои сакате балистичари, што се стручњаци за ракети и така натаму и така натаму. Торпедните нуклеарни нуклеарните торпеда, Посейдон, иста работа. Лета со шива по тоа под вода со 82 чвора, најбрзиот пресретнувач на НАТО има торпедо што може да го пресретне, лета 62 чвора. Како ги остигнеш? Невозможно е. Тоа се тие спинови, лжги што ги правевте од сам старт. И па еден што ми кажа новинар у емисија само вистина. Ти радиш за Русија, гола вода за. Еве колку е гола вода. Виде Трамп.
Трамп е трговец, Трамп седно е со фраер на маса, со победник, не седно е со клошар. Затоа не ги еба ни ЕУ, ни Украина. Не му се ниво за преговори, бе. Баш кој се ова покаже дека Америка директно, најдиректно, фактички преку своите прокси сојузници ЕУ и Украина војувала со Русија. Со ова покажа, фактички му призна на Путин, му пружи рука. На некој начин му рече: извини дечко, моите засра предходници, дај ние нешто да седнеме да видиме што можеме да поправиме на обострана корист. Ни ЕУ ме занима, ни Украина ме занима. Тоа ви е резултатот. А вие јадете говна колку сакате и за трамполюбие и за мамполюбие. И затоа велам, нашиве сега треба, нашава власт сега треба за тоа малце похрабро да игра. Имате ветер у грб. Гледате, ете ги неконвенционалните методи на Трамп, нели ви се свиѓа, така? Почнете и вие со неконвенционални методи. Абе, кој ги еба Европска Унија, бе, како да ви кажам, не се фактор. Или у превод ви кажувам, почнете со процедура на враќање на името. Ние нема да изгубиме ништо, само ќе добиеме. Што може да ви направат тие говеда, што до сега не примија у ЕУ, па сега ќе не изфрлат од ЕУ? Или што ќе не изфрлат од НАТО? Ете, не можат никако да не изфрлат од НАТО, сами ако не посакаме да си идем. Што можат? Грците санкции ќе ви дадат, ќе ни стават. Какви санкции у 21 век? За 5 секунди ќе најдеме од каде ќе набавуваме тоа што треба да се набави. И ќе најдеме патишта како да го внесеме, башка многу тука ќе се обогата тој шверц кој санкции. Гео шверц, знаете колку од вас милиони уште по милиардери ќе станат. Али името ќе го вратиме. Што ќе ни направат? Можат само да ни се фатат и да се клатат. Што ќе ни влезат со војска? Некоја НАТО ќе нападне НАТО, уште тој срам да го доживеат. Пример, Бугарија да не нападне или Грција да не нападне војно. Уште тој срам не го доживеат. Затоа велам, ја не разбирам политика многу. Само логично размишлям. Можете комотно, драги ВМРО-вци, властодржци, како сакате, да влезете полека мудро во таа авантура. На враќање на името. Верувајте. А ќе почнете така, што прво ќе почнете внатрешна употреба сите да си кажуваме Македонија, Македонија, Република Македонија, Република Македонија. И ќе почне да чавка. Уште 2 споменика Александар Велики ќе ставамо по градов. По големиот оној. Не ни можат ништо. Се минува светот. Пробајте да се вклопите во правилата, по новите правила како ќе функционира светот. По тие нови правила на однесување. Тој мултиполарен свет што ќе биде. Нема да бидеме оставени на цедило. Ама ќе се избориме на своето. Оти ако држиме до себе, знаете сите, малиот торев најтешко се крши, зашто е тврд. Најтврд. Нема таква сила што ќе може, со што ќе ве уценат, што ќе ни скратат, ќе ви ги скратат фондовите европски, да, не знам колку лапате од тие европски фондови, не ме ни занима. Ама увек може алтернатива, викам, за лапање да се најде. Така, санкции, тоа шверцо, ќе цвета. Што кото сега, ми паднате, кодо сега па кај нас, па све да било чисто као снег. Не ме заебајте. А вака бар ќе си направиме кейф, што викаат на муро. Ќе си го врати минуто и на цел свет ќе им плеснеме. Кој вебе, ние сме македонци, ова е Република Македонија. Толку. Ај, чао.